вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Израел отфрли моментален прекид на огнот со Хамас. Арапската лига има итен состанок за Газа, а Велика Британија понуди $10 милиони помош за Газа. Израел не се согласува со француската идеја за итно 48-часовно примирие со Хамас, велејќи дека ќе продолжи со воената офанзива врз појасот Газа. Израел веќе пети ден поред напаѓа цели на Хамас во појасот Газа и покрај зголемениот меѓународен притисок за ставање крај на насилството. Од саботата наваму од насилство загинале преку 370 палестинци, а Обединетите нации велат дека од нив 62 лица биле цивили. Од израелска страна животот го загубиле 4 лица. Арапските лидери повикуваат на единство меѓу палестинците како начин да се справат со израелската офанзива врз цели на Хамас во појасот Газа. Министрите за надворешни работи на Арапската лига дискутираат за конфликтот на денешната вонредна седница во Каиро. Останатите светски сили, вклучувајќи ги и САД, повикуваат на итно примирие меѓу Израел и Хамас, а турскиот премиер Тајп Ердоган се наоѓа во посета на Сирија на разговори за најновата блискоисточна криза, а веднаш потоа ќе замине за Јордан. Британија се обврза дека ќе обезбеди помош за појасот Газа во висина од $10 милиони, нарекувајќи го неприфатлив бројот на човечки жртви заради израелските напади на палестинска територија. Британскиот министер за хуманитарна помош Даглас Александър изјави дека илјадници лица страдаат и оти ситуацијата во регионот се влошува од час во час. Вчера Израел дозволи влез во Газа на околу 100 камиони полни со хуманитарна помош и 5 амбулантни возила. Од другите вести, гувернерот од Илиноис Род Благоевич и покрај противењето на демократите и наводите за обиди од негова страна да го продаде сенатското место испразнато од Барак Обама, именува лице за функцијата. Негов избор е генералниот правобранител на Илиноис Роланд Бурис, кого Благоевич го нарече добар и честен човек со интегритет и искуство. Лидерите во Американскиот сенат велат дека нема да прифатат номинација од гувернерот, а Обама ја поддржа таквата одлука, повикувајќи го Благоевич да си даде оставка. Во меѓувреме, Сенатот на Илиноис ја разгледува можноста за отповикување на Благоевич. Додека светот се подготвува за новото американско раководство, една држава ситуацијата ја следи со особен интерес – Кина. Да видиме кои се очекувањата и надежите на кинезите во однос на новата американска администрација. Американската амбасада во Пекинг организираше прием во чест на претседателските избори во САД и им дозволи и на гостите, кинески државјани, да гласат. Од близу 300 гласови, 3/4 беа за Барак Обама. Еве како некој од присутните ги артикулира очекувањата. Ванг Диан вели: Мислам дека му е јасно колку се важни пријателските односи со Кина и особено развивањето на трговските односи. Се надевам дека тој ќе помогне САД да се излечат од финансиската криза, бидејќи тоа ќе помогне на целата светска економија. Ху Жен на 23 години има поспецифични грижи. Се надевам дека ќе биде полесно кинеските студенти да добијат виза за студирање во САД. Кинеската влада го поздрави изборот на Обама, но портпаролот на Министерството за надворешни работи го кажа и ова. Владата на Кина сака да се зголеми меѓусебното разбирање, доверба и соработка врз база на трите заеднички комуникеа, така што внимателно ќе се постапува со чувствителните прашања. Кина и САД ќе одбележат 30 години дипломатски односи, но чувствителни прашања има. Едно од нив е Тајван. Кина го смета Тајван за своја територија и вети дека ќе употреби сила ако треба за да ја одбрани. САД од своја страна ја промени одлуката за признавање на Тајпеј во 1979 со признавање на Пекинг, но исто така вела дека ќе му помогнат на Тајван да се одбрани. Професорот по меѓународни односи на Универзитетот Рен Мин во Пекинг, Чи Јин Хонг, смета дека Тајван не е единственото спорно прашање. Иако кинеско-американските односи значително се подобрени, трговските несогласувања стануваат поинтензивни, но проблематични се и човековите права, Тибет и прашањата за заштита на човековата околина. Тао Вензао е од Кинеската академија за општествени науки. Тој препорачува постепен приод во однос на демократијата. Ден Ксаопинг предвиде дека во 2050 ќе имаме избори, но не сме сигурни дали тоа ќе се случи до тогаш.
Не само таа, туку никој не предвидува радикални промени во Кина во блиска иднина и покрај искуството на гласање што го доживеа кинезите во Американската амбасада за идниот американски претседател. Нарачете бесплатен календар на Гласот на Америка за 2009. Пратете ни електронска порака со вашето име и презиме и полна поштенска адреса на macedonian@voanews.com. Со нарачката автоматски ќе започнете да добивате и бесплатен дневен преглед на вести на Гласот на Америка на македонски. А некаде веќе 2009 година. Емисијата завршуваме со белешки од прославата. Најмалку 1,5 милион луѓе се собраа на Сиднејското пристаниште во Австралија да го одбележат доаѓањето на 2009-та. Прославата беше придружена со огномет кој чинеше повеќе милиони долари, насловен Креација. Креативниот директор на градот Ронда Робертс вели дека темата е израз на надеж за почетокот на новата година. Но во други градови во светот прославите за настапот на 2009-та ќе бидат многу поумерени од оваа во Сиднеј, од безбедносни и економски причини. За околу 6 часа топката ќе падне на Таймс Сквер во Њу Јорк по традиционалното одбројување на полноќ. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Од мене, Лилица Китановска и од целата редакција, стрикна нова година!